Вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во Вестите на Сител во 16 ќе гледате. Филипче и денеска побара на лидерска средба да се разговара за евроинтеграциите. Вице-премиерот Муртезани тврди интензивно се работи на реформската агенда, но пречка се билатералните прашања. Чебрен и галиште ќе се градат од британските пари. Стратешките хидроцентрали би чинеле 1,2 до 1,3 милиарди евра, колку што би се повлекле од британскиот инвестициски фонд. Африн Фидани за нов председател на Врховниот суд. Судскиот совет на истата седница Иван Джолев од председател на Кривичен го избра за апелационен судија. Онколошки здруженија во обвинителството по одговори кои се пациентите кај чии медицински истории беше потврдено несовесно лекување. ВМРО ДПМН бара одговорности од тогашниот министер за здравство. Филипче не чувствува одговорност и негира вмешаност. Тиквеш и Монтеко доминираа на меѓународниот вински предизвик што се одржа во Англија. Винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година, на овој настан се закити со 3 сребрени и 3 бронзени медали. Брижит Макрон му удри шлаканица на својот сопруг, францускиот председател Макрон, при пристигнувањето во Ханој, Виетнам. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Апостолската палата имаше аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква, папата Лав 14. Честитајќи му го изборот на понтив на католичката црква, председателката нагласи дека во ова време на голема неизвестност и поларизација во светот се необходни неговите охрабрувачки зборови за траен мир, како и неговите заложби за градење мостови на диалог, разбирање и заемно почитување меѓу луѓето и народите. Силјановска-Давкова ја изрази македонската подготвеност за јакнење и продлабочување на пријателството и соработката во Ватикан. Посочи дека редовно учествување на светите браќа Кирил и Методи представува символ на духовната и културната поврзаност со Светиот престол. Председателката констатираше дека двете држави имаат нераскинливи историски врски преку цивилизацијскиот завет на светицата и скопјанка Мајка Тереза. Во македонската делегација се и представници на МПЦ и католичката црква во земјава. Силјановска-Давкова денеска се сретна и со италијанскиот председател Серджо Матарела. Тој истакнал дека Европската унија не смее да дозволи да бидеме жртва на идентитетски прашања или нивна билатерализација врзана за идентитетски прашања. Она што е најважно што го чув од него е дека веќе разговарал и со господинот Антонио Кошта, но исто така и со господјата фон дер Лајен за она што нам ни се случува. И не само како член на групата пријатели наши, туку исто така и како голем пријател на Западниот Балкан, рече дека не смее Европската унија да дозволи ние да бидеме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое може би е најдоброто решение. Јас повторно се разбира ги реафирмирав нашите заложби за гаранции, бидејќи ако ова биде уште една од промените за која што на која што укажува Европската унија, тогаш не само што нема ништо да добиеме ние, туку нема да добие ништо ни Балканот, бидејќи приказната за ветото и приказната за билатерализацијата на евроинтеграцијата ќе се повтори. А лидерот на СДСМ Венко Филипче и денеска на Советот за евроинтеграција побара на лидерска средба да се разговара за евроинтеграциите. Вице-премиерот Муртезани пак тврди дека интензивно се работи на реформската агенда, но пречка се билатералните прашања. Филипче денеска ги повика политичките лидери на заедничка маса да разговараат за евроинтеграциите кога од Брисел стигнуваат пораки на поддршка за кои вели потребен е национален консензус. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од претседателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на Историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји. Меѓутоа, ова е работа за која што сепак лидерите на најголемите партии треба да се седнат заедно
и тоа овој временски период, пошто очигледно постои расположение сега во Европската унија да се поддржи овој процес. Владеачката партија, која веќе го одби повекот за лидерско соочување, сметаа дека нема потреба од таква средба. Обвинија дека Филипче само бара начин како да го зголеми својот рейтинг. Лидерска средба имаше пред 1 месец и во овие моменти не гледаме потреба за тоа. Ако Венко сака средби, тие може да ги оствари со неговите коалициони партнери Ахмети Таравари или Димча Апасиев. Тоа се исти луѓе со исти вредности. Филипче ем нема контрола во партијата и само му слугува на другарот Зоран Заев, ем сака да факторизира со седнување на маса, реагираат од ВМРО ДПМН. За власта реформите остануваат во фокусот на делување. Реформската агенда повеќе не е документ на хартија, туку дневна обврска на институциите, порача вице-премиерот Муртезани, образложувајќи ги роковите за донесување на клучните закони за усогласување со европското законодавство. Северна Македонија сега го има првото признание од Европската унија како прва земја во регионот која прифати предфинансирање пред зголемувањето. Значи, ова не е символичен гест, туку ова е директно признавање дека ова влада знае како да креира, презентира и имплементира реформи кои се конкретни, кредибилни и мерливи. Реформите сега се на терен, имплементацијата на реформската агенда 2024 е во континуитет без разлика на политичката транзиција. Албанската опозиција пак бара итно спроведување на уставните измени за да се откочи процесот на интеграција. За продолжување на работите треба уставни измени да има. Не, значи ова е една конукција, не одат една без друга. И џабе збориме и за реформи и за агенда, нормално дека се многу значајни. Владата минатата недела усвоила 2 акта со насоки како треба да се спроведува планот за раст. Со нив одговорност ки има и за ресорните министри и за назначените службеници, доколку не се спроведуваат активностите за имплементација на планот. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Чебрени галишта ќе се градат од британските пари. Стратешките хидроцентрали би чинеле 1,2 до 1,3 милиарди евра, колку што би се повлекле од британскиот инвестициски фонд. Африн Фидани за нов председател на Врховниот суд. Судскиот совет на истата седница Иван Джолев од председател на Кривичен го избра за апелационен судија. Чебрени галишта ќе се градат од британските пари. Премиерот Мицкоски најави дека за таа намена од британскиот инвестициски фонд би се искористиле 1,2 до 1,3 милиарди евра, колку што би чинела изградбата на овој стратешки електроенергетски хидропроект. Говорејќи на надзорната расправа за ефектите од аерозагадувањето, Мицкоски рече дека е доста одгола реторика која се слуша со години и потребна е активност за целосно чистење на државата. Чебрени галишта ќе се градат со пари од британскиот заем. Премиерот Мицкоски на надзорната расправа во Собранието за аерозагадување рече дека во моментот се водат преговори за изградба на вечните хидроелектрани. Инвестицијата според него ќе биде помеѓу 1,2 и 1,3 милиарди евра. Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие две хидроцентрали, туку убеден сум дека имајќи предвид климатските промени, за идните генерации се потребни уште 2 нови резервоара за вода. Затоа што знам дека тоа ќе биде голем предизвик во иднина. Тоа е прво. Второ, убеден сум дека овие 2 нови резервоари евентуално за вода заедно со постојната тиквеш акумулација ќе обезбедат дополнителни количини вода за наводнување на тиквешко поле, значи некои 55-60 илјади хектари. Прва класа земјоделско земјиште. Премиерот е убеден дека затоплувањето е најголем причинител на аерозагадувањето. Затоа според него потребна е изградба на когенеративни централи, но и целосна инфраструктура за пренос на газ до објектите. Во овој дел вели државата доцни. Прашани за градежната прашина која ја создаваат градежните компании, Мицкоски вели само со дисциплина може да се доведе ред. Мислам дека дисциплината не е на високо ниво. Јас ги охрабрувам и граѓаните да ако има такви случаи на девијантно несување да ги пријавуваат и градежниот инспекторат да излегува на лице место и тоа да го констатира и се разбира на таков начин да може да се спречи таквата појава.
Но од друга страна со зазеленување на тие површини исто така. Така што ова се двата начини со кои што можеме ние да се бориме. Не постои трет начин. Нити во праксата е познат трет начин. Аерозагадувањето е акутен проблем, речиси, низ целата држава во текот на зимските месеци. Најголем проблем со канцерогениот воздух имаат Скопје, Струмица, Куманово, Кавадарци, Тетово. Даниел Василев, Сител телевизија. Колку километри железница ќе се градат, а колку ќе се реновираат од британските пари? Кој од каде ќе набавува брзи возови? Имаме ли капацитет за инфраструктурна изградба во толку голем обем во исто време? Ќе се поврзат ли Скопје и Софија со воз преку коридорот 8? Тема на денот со Синишо Ивановски, директор на Железници инфраструктура. Судскиот совет денеска го избра врховниот судија Африн Фидани за председател на Врховниот суд. Фидани беше избран за председател со 8 гласа за и 5 против. Кандидат беше и претходната председателка на Врховен, Беса Адеми, која доби само 2 гласа. На истата седница Иван Джолев од председател на Кривичниот суд се сели во апелационен судија. Судијата Африн Фидани е новиот председател на Врховниот суд. Со 8 гласа за и 5 против од членовите на Судскиот совет, ја доби довербата да раководи со највисокиот суд во земјава. Фидани претходно бил апелационен судија, а во 2017-та станува врховен судија. Иако мислењата за него беа поделени, односно дел од членовите на Судски, сметаа дека не се истакнал доволно во работата, но и дека не ги познавал доволно состојбите во судството и Судскиот совет, сепак одлучија дека е подобар избор од врховната судијка Беса Адеми, која претходно еден мандат раководеше со највисокиот суд. За неа мнозинството гласаше против, бидејќи не била доволно кооперативна, а меѓучовечките односи во Врховен биле нарушени додека таа била председателка. Кандидатот Африн Фидани, искрена, јас сум изненадена, морам да ви кажам, колку имаше малку познавање во однос на актуелните состојби во судството, а како прв човек на највисокиот суд сметам дека тоа е недозволиво. Колегата Африн Фидани го познавам лично, мислам дека е искусен судија, има менаџерски вештини и ќе оправда нашата доверба, затоа гласав за. Аз не видам во нејзиниот ангажман одреден предлог или заедничка расправа во надминување, во изнаоѓање на рационални решенија како подобро и поефикасно судство. Точно имам сознание дека во периодот дека она била председател биле нарушени човечките односи во Врховниот суд и сметам дека менаџерот како прв човек во Врховниот суд треба пред се да внимава на меѓучовечките односи, а со тоа и да се зголеми довербата на јавноста во судскиот систем. Председателот на Кривичниот суд пак Иван Джолев стана апелационен судија. Сите членови на Судскиот совет му ја дадоа поддршката за да оди во повисокиот суд, бидејќи бил исклучителен судија долги години и пред да стане председател на најголемиот суд во земјава 2 мандати. Со из неговите искажани ставови цврсто се бори за независно и самостојно судство и сметам дека треба да напредува затоа што од позиција на второстепен судија уште повеќе ќе се слуша неговиот глас и тоа ќе овозможи да на некој начин сите како поединци заедно се обезбеди самостојна и независна судска власт. Покрај Джолев за апелациони суди во кривична област беа избрани судијките Марија Клетничка-Марковска, Олја Ристова, како и судијата Бети Мјахија. На денешната седница Советот избра и 6 нови суди од граѓанска област за во апелациониот суд Скопје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Здружение онколошки пациенти денеска во обвинителството поодговори кои се пациентите кај чии медицински истории беше потврдено несовесно лекување. ВМРО-ДПМН е бара одговорности од тогашниот министер за здравство. Филип Чепак не чувствува одговорност и негира вмешаност. Починати се дел од граѓаните чии медицински истории од скандалот онкологија беа вештачени во Србија и Словенија. Останатите се уште одат на терапија и контроли на клиниката. По утврдување на наодите за несовесно и несоодветно лекување кај 47 пациенти, представници од Хема Онко добија одговори од обвинителството. Сите на кои припаѓаат вештачените истории или нивни семејства ќе бидат контактирани и ќе станат дел од процесот. Здруженијето ќе бара да бидат и обештетени.
Ниедни пари нема да ги вратат нити нивното здравје, нити пак нивните починати, меѓутоа од друга страна пак ќе дадат една заклучница на тоа да вие знаете дека немате вие вина и дека вие сте направиле секако што треба за вас самите или пак за некој кој што ви е близок, и тоа треба да биде казнето и овие луѓе треба да бидат компензирани. И од обвинителството соопштија дека пациенти и нивни законски представници ќе бидат информирани за нивните права како оштетени. А на денешната средба представниците од Сдруженијето добиле одговор дека вештачењето во Словенија потврдило несоодветно лекување кај 29 пациенти, а во Србија кај 18. Представниците на организацијата беа информирани дека во текот на истрагата беа прегледани медицинските досиеа на сите онколошки пациенти кои примале биолошка терапија за период од 5 години. Од 1.1.2018 до крајот на 31.12.2022 година. При што технички советници на истрагата ги издвоија историите со одредени сомненија за начинот на третирање. Од сите прегледани истории, 65 беа издвоени, испратени и анализирани од вештите лица во Словенија и Србија, велат од обвинителството. И додека онколошките пациенти чекаат правда, власта и опозицијата продолжуваат со препукувања. Од ВМРО ДПМН и денеска бараат обвинителството да истражи дали Филипче е вмешан во скандалот. Лидерот на СДСМ и екс-министер за здравство вели дека не чувствува вина. Дали Филипче заедно со овие двајца директори за кои беа поднесени кривични пријави, бил свесен за овој криминал и останал нем на истиот или можеби и тој бил вклучен во истиот случај? Дали Филипче има добиено голема сума на пари за да молчи и индиректно да го одобрува овој криминал на онкологија? Вина не чувствувам апсолутно. Добро што има процес, излезе обвинението, започнува судски процес и добро е да ја знаеме вистината. Прво да почекаме да видиме што ќе покаже судскиот процес. Не видели на сепак излезе на лажна кампања која што ВМРО ДПМН организираше против мене лично. Сметам дека секој, апсолутно секој, доколку прекршил законот, треба да одговара. Минатата недела обвинителството поднесе 2 обвиненија за онкологија. Екс-директорот Нино Васев е обвинет и за злоупотреба на службена должност заедно со тогашниот организацијски менаџер. А Васев ќе одговара и за несовесно лекување заедно со уште 3 онколози од клиниката. Сања Димитровска, Сител телевизија. Системот Најдиме за исчезнати деца мора да се издигне на ниво на национален механизам за итна реакција. Иако статистички во Македонија нема многу исчезнати деца, секој исчезнато дете и предоцна и премногу. Во системот Најдиме регистрирани се 6 возрастни и 1 аларм за исчезнато дете. И едно исчезнато дете е предоцна, пораката која силно одекна по повод Меѓународниот ден на исчезнати деца. Од граѓанската организација Новинари за човекови права бараат заштитата на исчезнати деца да биде врвен приоритет на сите институции. На состанок со представници од сите надлежни институции побараа системот Најдиме да се издигне на ниво на национален механизам за поитна реакција. Според статистиката, Македонија нема превисок број на исчезнати деца, но велат алармот мора превентивно да делува пред некој случај да заврши трагично. Институционалниот одговор е она што е најдобро за сите нас и дека на тој начин ќе превенираме, како што кажав, тоа исчезнување да има трагичен исход и брзината на пронаоѓање на децата ќе биде најголема, најефикасна. Статистиките од она што ние како систем за управување го имаме досега се 5-6 возрастни и еден аларм за исчезнато дете. Еден од возрастните беше од странски државјанин, меѓутоа во соработка со МВР одлучивме дека треба да алармираме за тој случај, бидејќи беше во погранична зона и дека граѓаните во тој район може да помогнат во пронаоѓањето. Системот е дел од Амбер Алерт мрежата Европа, каде учествуваат над 50 организации и над 80 полициски експерти од Европа. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Министерот Панче Тошковски е фатен жив во скандал тежок 4 милиони евра, обвинуваат од СДСМ. Тошковски демантира каква било врска со фирмата која го доби тендерот за полициски униформи. Како е можно фирма што до тогаш не постоела да ги исполни сите услови
и да достави мостри за квалитет, каков што тврди Тошковски. Кој ги кажал условите однапред? Кој ја подготвил фирмата да учествува и да победи? Каде тие мостри биле доставени? А фирмата не ни постојала. Никој овде не е наивен. Постојат основани сомнежи за местење тендери и блиски релации. Добар број од деталите кои што ги напоменавте, јас сум запознат од страна на медиумите, а не од претходно во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи има своји сектори, оддели кои што работат како што работат во рамки на сите останати министерства. Пак ќе повторам. Ги повикувам и јавното правителство и сите останати институции, па и одделите во рамки на Министерството за внатрешни работи да го истражат не само овој тендер, сите останати тендери каде што има било какви индиции за било какви сомнежи во делот на незаконитост. Нити знам кој е собственик на как се вика на модно студио, кој идеја, нити па верувам дека кој да е собственик е блиска пријателка на мојата супруга. Тиквеш и Монтеко доминира на меѓународниот вински предизвик што се одржува во Англија. Во исклучително силна светска винска конкуренција, на настанок на кој доминираат Тиквеш и Монтеко, посебно внимание привлекува успехот на винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година, а на овој настан се закити со 3 сребрени и 3 бронзени медали. Македонските вина го освојуваат светот на престижниот интернационален вински предизвик. Македонските винари освоија 14 сребрени и 17 бронзени медали во исклучително силна конкуренција на највлијателниот светски настан, познат по ригорозните критериуми и комплетната непристрасност при оценувањето. Доминираат Тиквеш и Монтеко. It's a very good opportunity for a brand owner to put your wine into a competition where it's judged several times and really to benchmark your wine. And if you come through all of that and get a medal, you've done frankly really well. I think this competition embraces change more than all the others. In the other competitions, the experts in a field judge that field. Here we have people who maybe never tasted red burgundy before, but because they're new to it, they're providing new thoughts and fresh ideas. And I think that this competition has proven to have made better wine over the years. Со посебен успех се истакна винаријата Монтеко, која е присутна на пазарот само една година. На настанот освои 3 сребрени и 3 бронзени медали. Со сребро се закитија Темјаника, Мерло и Вранец, а Шардоне, Неро и Монтеко Филип освоија бронзен медал. Лозовите насади на винаријата Монтеко се наоѓаат на околу 600 метри надморска височина, во близина на Кратово. Токму надморската височина на која се одгледуваат му дава посебна арома и вкус на виното, за разлика од грозјето кое расте на пониско. Исто така се одгледува на земја со вулканско потекло, која е предуслов за добивање на врвни вина. Монтеко користи најсовремена италијанска технологија за созревање на вината, до подготовка за флаширање. Сите овие предуслови ги прават вината од Монтеко признаени низ целиот свет, носејќи се рамо до рамо со познатите светски винари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Шпаркасе банка од Скопје одбележува 200 годишен јубилеј на Штаер Меркише Шпаркасе. Во соопштението на банката се вели овој јубилеј е символ на довербата, стабилноста и континуираната поддршка што оваа реномирана банкарска институција веќе 2 века пружа на речиси 3 милиони клиенти преку 195 експозитури и деловни згради во целата групација. Под мотото Светот на иднината, групацијата Штаер Меркише Шпаркасе праќа силна порака за иднината, дека со заедничка посветеност можеме да создадеме подобар свет за сите нас. Нашата улога не е само финансиска, без разлика дали се млади корисници, мали бизниси или големи корпорации. Ние сме присутни таму каде што навистина значи. Веруваме во долгорочни односи, па затоа нашата мисија останува иста, со нашите клиенти да бидеме партнер од доверба кој ги разбира потребите на луѓето и активно придонесува кон развојот на заедницата, соопштуваат од Шпаркасе банка.
Со 3 туристички рути Дојран ќе ги привлекува посетителите и надвор од летната сезона. Новите тури веќе предизвикале интерес, особено ридско-планинската тура до фронтовската линија од Првата светска војна, за која најзаинтересирани се туристите од Англија, Србија и Бугарија. Дојран ги збогатува содржините за туристите. Преку јавното предпријатие Тауријан, општината започна со реализација на 3 нови туристички рути, наменети за организирани групи од најмалку 10 лица. Понудата опфаќа езерска рута со електрични велосипеди покрај Дојранското езеро, културно-историска пешачка тура низ старото јадро на градот и ридско-планинска рута до фронтовата линија од Првата светска војна. Новата понуда има за цел да го прошири туристичкиот капацитет и надвор од летната сезона. Планирано е се тоа се со цел Дојран да биде полн 12 месеци во годината, Дојран да има нешто различно кое што го имало досега, со возобновувањето на сите овие културно-историски споменици, со поставувањето на инфраструктурата, веќе Дојран е спремен да ги понуди овие тури, односно Дојран е спремен во сите 12 месеци од годината и мене ме радува фактот што веќе викенд туризмот, независно дали е лето, зиме, хотелските сместувачки капацитети се преполни, приватните сместувачки капацитети се полнат. Градоначалникот на Дојран, Анго Ангов, вели дека новите тури веќе предизвикале интерес, особено фронтовата линија, за која најзаинтересирани биле странските туристи од Англија, Србија и Бугарија. Има еден од најголемите потенцијали, бидејќи за таа постојат доста интерес, посебно од страна на Република Бугарија, односно Англија, каде што незванично доаѓаат посетители кои што одат сами на своја рака. Меѓутоа со организацијата која што планираме да ја понудиме преку јавното предпријатие за организирана тура, сметам дека ќе биде доста интересно и доста атрактивно, односно ќе трајат подолги часови, така да таа е сместена во рамките на потешки тури. Од општина Дојран најавуваа дека во меѓувреме се прават сите подготовки за почетокот на новата туристичка сезона. Веќе биле завршени сите подготовки за уредување на плажите, како и хортикултурно уредување на градот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.